Елиезер. За патот. За вистината. За живот. Господи, Господи, Царе на небесата и Господари на секое создание, Ти си свет меѓу светиите, сесилен и седржител. Погледни милостиво на нас, кои сме измачувани од овие безбожници и незнабожци, исполнети со горда дрскост и сила. Зашто Ти, кој си создал се и кој управуваш со се, Ти си справедлив Господар, Ти им судиш на оние што действуваат горделиво и дрско. Ти некогаш ги погуби оние што вршеа беззаконие. Меѓу нив имаше јунаци кои се надеваа на својата сила и храброст. Ними им испрати преголеми води. Ти ги изгоре содомците со оган и со сулфур, нив кои живеа горделиво и беа проучувани со своите порочни дела, покажувајќи им ги како пример на потомците. Ти го казни дрскиот фараон со многу тешки казни, зашто го беше поробил Израел, твојот свет народ. Ти му ја објави твојата власт и му ја покажа твојата сила. И кога тој потрча по народот, ти го потопи во морските длабочини, него, неговите бојни коли и неговиот народ. И на оние што се надеваа во тебе, Господарот на секое создание, ти им помогна да преминат неповредени. Па кога ги видоа твоите дела, делата на твоите раце, те прославија тебе, Содржителот. Ти, Царе, кој си ја создал оваа безгранична и неизмерлива земја, Ти го избра овој народ и го освети ова место за Твоја слава. Ти, кој од ништо немаш потреба, го прослави со Твоето јавување и го направи да биде за слава на Твоето величенствено и многу почитувано име. Од љубов кон домот на Израел и Македонија, Ти ни вети дека ако не снајде некакво зло или ако бидеме од некого измачувани, па ако дојдеме на ова место и Ти се помолиме дека ќе ја чуеш нашата молитва. Ти си верен и вистински, зашто многу пати, кога нашите предци беа во неволја, Ти им помагаше кога тие страда и ги избавуваше од големи опасности. Ете и ние, свети Царе, поради нашите многу големи гревови, страдаме и им се покоруваме на нашите непријатели и сме истоштени. Во ваква наша положба, овие безбожници се обидуваат да го освернат ова свето место, кое му е посветено на славата на Твоето свето име. Зашто иако Твоето живеалиште, небото над небесата, е недостижно за нас луѓето, сепак Ти посака да му ја покажеш Твојата слава на Израел и Македонија со тоа што му го освети ова место. Не одмаздувај се на нас заради нивната нечистотија, не казнувај не за осквернувањето, за да не се фалат попусто безбожниците во своите мисли и да се величат во горделивоста на својот јазик, велејки: ние го понизивме домот на светоста, како што се понизува и домот на нечистотијата. Простини ги нашите гревови, простини ги нашите престапи и покажи ни ја Твојата милост во овој час. Скоро нека дојде Твојата милост на нас, дај ни сила на нас паднатите, за да можеме да Те прославуваме. Дај ни нам, духовно паднатите и огорчени, во срцето мир. Во моќното име на Господ Исус Христос. Амин. Елиезер.